Може? Драги наши сограѓани, браќа и сестри, сакаме да го прашаме градоначалникот каде беше прошлиот марш, зошто го нема и денес. Па господине градоначалнице, немојте да се плашите од нас, зашто ние не сме ниту душмани, ниту убици како овие што седат овде пред нас во ова собрание во удобните меки фотели. И тие ни ги убија нашите деца. Зашто овие овде што седат во собранието се платени од нашиот грб, од моите раци, од раците на сите на овие измачени души. Тие немаат ниту малку почит кон нас, а камоли да имаат жалост. Тие овде се изберени од нас, а за возврат тие од избрана седат во фотели, удобни и меки фотели. Тие до сега за овие 4 месеци ниеднаш не ни се придружија на ниту еден марш. Ете, драги наши сограѓани, тоа е благодарноста од нив. Господин градоначалник, ние еднината на Кочани ја гледавме во вас, а вие не предадовте за жал. Заре малку не размислите зошто направивте за Петроден, како може да организирате забава, веселба, со свирки и музика. Па не ли ви текна дека по убиствата на нашите ангелчиња кој може не може никој да пее и да се весели. Господине, во Кочани пред 4 месеци убијците во Кочани убија 63 дечиња и повредија околу 200. И вие организирате веселба по кој во Кочани ќе се весели кога нема човек, односно фамилија која не е завиена во црно. Господине градоначалнице, големината на еден човек е во тоа да му опрости на грешниот. Па затоа ние како честни луѓе, кои еве веќе 4 месеци правиме марш секоја сабота, вие опростуваме вашата грешка, а можеби не е ваша, можеби некој ве наговорил на ова, но вие не свесно сте го сториле ова срамно дело. Господине градоначалниче, не бареме од вас ништо. Само бареме да излезете пред нас, да не погледнете во очи и да ни се извините, зашто големината на човек е да му опрости на грешниот, зашто можеби тој не знае што прави. И на крај, ве замолуваме да не оставите на мира. Вие од СДСМ и од ВМРО, ние сме честни луѓе. Немојте да на нашата болка тага да си правите политички маркетинг. Оставете на немира, зашто трпението е при крај. Пазете се од ранетиот лав, зашто после да не биде касно, ние не се плашиме. Немојте да се заканувате и уценувате. Ние сме доволно свесни што треба да правиме. Ние нема што да изгубиме. Она што ни беше најдраго, вие ни го убивте. Зашто можете само вие да изгубите, а ние нема што да изгубиме. Ние изгубиме дечињата. Поголема тага од тоа нема. Затоа, седете си мирно и оставете на мира. Ако не можете или неќете да ни помогнете, тогаш не ни одмагајте, зашто ние и така сме мртви, зашто вие со вашата алчност за тие пусти пари проклети ни ги убивте дечињата. Па после Господ е голем и тој нека пресуди што ќе прави со вас, ситни души, дали ќе одите во пеколот или во рајот. Што мислите вие за дека сте за рајот или за во пеколот? Јас мислам дека вие сте за во пеколот да горите во катранот, зашто тоа го заслужувате, ништо подобро не сте направиле. И се ден денеска правдата не беше задоволена. Ние ќе маршираме, па макар тоа траело со години. Колку побргу ги казните убийците, толку подобро за вас. Ние не се откажуваме, дури и по цена на нашите животи, затоа памет во глава и пазете како ќе суди.